civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Ќе презентирам за нашиот поглед кон дезинформациите и хибридните закани и на тој начин ќе покажам колку сме усогласни всушност и заедно одиме во иста насока со цивилниот сектор. На почеток сакам да истакнам дека Министерството за одбрана ги согледува дезинформациите во контекст на заканите за националната и колективната безбедност. И тоа се закани како што се климатските промени, пандемии, природни катастрофи, тероризмот, конвенционалната и секако хибридната војна. За да ја објаснам улогата на Министерството за одбрана во процесот на справување со дезинформации конкретно, во моето излагање ќе ги објаснам дезинформациите како закана, ќе ги наведам нашите активности како Министерство за одбрана, научените лекции на кои се тие засновани, и ќе покажам зошто е потребно борбата против дезинформација да биде дел од еден координиран и сеопфатен напор на власта и граѓанското општество во секторите политика, одбрана, економија, граѓанско општество и информирање. Дезинформациите се поврзани со повеќе закани за националната безбедност. И тие може да имаат ефект да дезорганизираат власта, да делуваат негативно врз процесот на донесување политички одлуки, да создадат поделби во општеството и внатрешни судири, да создадат лажни очекувања кај граѓанскиот сектор и да ја намалат волјата на народот да пружи отпор кон евентуална агресија. Таквите дезинформации честопати се испреплетени, се дел од теории на заговор и лажни научни наративи, што ги прави многу комплексни за справување. Дополнително, како што беше спомнато, интернетот, новите технологии како вештачка интелигенција или методите како користење ботови и тролови овозможуваат тие дезинформации да бидат глобална закана, многу брзо да делуваат и да имаат висок интензитет. Министерството за одбрана во контекст на оваа закана има задача да обезбеди националната и колективна безбедност. И затоа Министерството врши детекција на дезинформациите и изработува класифицирани проценки за изворите, методите и целите на таквото ширење дезинформација. Дополнително Министерството е иницијатор за вклучување низа задачи за справување со дезинформации во стратегијата за градење отпорност и справување со хибридни закани, која е во завршна фаза на изработка. И очекуваме брзо да биде испратена до владата на Република Северна Македонија. При извршување на таквите задачи, Министерството користи научени лекции и знаења и од своето искуство и од меѓународните партнери. И кои се тие сега научени лекции? Овие научни лекции укажуваат дека луѓето се подложни да веруваат на дезинформации без разлика на степенот на образование. Клучен фактор за прифаќањето на дезинформација како вистината информација е степенот на сличност меѓу изворот на таквата дезинформација од една страна и целната популација, т.е. примателот на дезинформацијата. Самото негирање на дезинформација не е ефективен метод, напротив, повторувањето на дезинформацијата е дури контрапродуктивно. И овде потполно се согласувам со господинот Забрченец дека не треба да се оди против, туку треба да се има позитивен однос. И кои се тие позитивни резултати постигнати? Тоа се позитивни резултати може да се постигнат преку создавање способност за критичко размислување, способност за препознавање на методите за манипулација. Секако добрата стратешка комуникација и професионални медиуми се клучни алатки за справување и неутрализирање на ефектите од дезинформација. Исто така спречувањето на говорот на омраза е добар метод да се дојде до вистината, бидејќи говорот на омраза е еден вид цензура. И таа е пречка за слободно изнесување на различни мислења. На крај, клучно за ефективно справување со дезинформациите е да се сватат политичките цели на субјектот, т.е. целите на субјектот од кого потекнува заканата и да се свати поширокиот контекст. За ефективно справување со дезинформација, тие не треба да се согледат изолирано, туку во корелација со активности и настани во политиката, економијата, одбраната и граѓанското општество.
а тоа пак укажува дека и борбата против дезинформација треба да биде дел од еден координиран и сеопфатен напор на власта и граѓанскиот сектор. Оваа борба треба да вклучува и меѓународна соработка, која ќе вклучува размена на знаење и информации и заедничко преземање други активности. Токму овие принципи се применети во стратегијата за градење отпорност и справување со хибридни закани. Министерството за одбрана преку транспарентност во својата работа, информирање на јавноста, меѓународна соработка со граѓанскиот сектор, како и преку детекција и проценка на заканите од дезинформација, е од клучните чинители во овој напор. Но за тоа да има потполен ефект е потребно овој напор да биде дел од еден колективна заложба на целото општество и совкупната власт. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.